Во својот живот и во својата кариера сум се одлучил да делувам принципиелно, одговорно, честно и отворено. Без разлика на ризиците и без разлика на последиците кои тие ризици може да ги донесат по мојот животен пат. Влегов во политиката да променам нешто. Најдов на систем длабоко корумпиран кој е создаван и негуван со децении, чиј дел се лица од сите партии од секакви профили. Тој систем, ако не се сруши, оваа држава нема никогаш да ја биде. И тој систем не може да се сруши лесно и брзо, затоа што е граден со децении, не со месеци и години. Јас чувствувам длабока огорченост, длабока одговорност за што се случувало сите изминати децении. Како и тоа што го видов досега и што не довело до вака тешка ситуација на државата. Државата во која сме сите. И ова чувство е сега дотолку подлабоко што ова се случи токму сега после нецели 9 месеци откако беше избрана оваа влада која што ја предводам јас. Во нашата држава се случувале негирање и проблеми со државноста, суштествени проблеми за опстанокот на нацијата и државата. Имавме и воена криза, вооружен конфликт, се случил пат на авион, потонување на брод, пат на хеликоптер, масакар на невини луѓе, деца кај Смилковско, се случувал тероризам како диво населе, имало обиди за дестабилизација, имало свесни подметнувања и сценарии. Имало и големи и помали несреќи. Секоја со своја тежина и со свој интензитет на трагичност во себе. Но ова е кулминација на еден лош, забревтан систем, кој ги јаде нашите надежи, а покрај надежите и нашите соништа. Или ќе го победиме ние него, или тој ќе оставиме да не победи нас. Победа на тој систем е можна само со одважност, доблест и принципи во кои веруваме, никако поинаку. Не можеш да го излажеш тој систем. Затоа што се храни од лагата и така станува посилен. Систем во кој погрешни луѓе носеле погрешни одлуки. Да знаете, само со одважност, доблест и личен пример, со лична жртва, може да се избориме и да го победиме тоа зло. Тоа зло на корупција и злоупотреби на институциите, приватизирање на државата и уништување на се што е правично и нормално. Зло во кое сите работели и соработувале меѓу себе на штета на сиот нормален свет. Оваа трагедија е потсетник колку животот е кревок и колку малку е потребно за една обична ноќ да се претвори во незамислива загуба. Веднаш беа превземени првите чекори за справување со последиците, а во моментов ги имаме информациите дека објектот каде што се случи несреќата има фалсификувана лиценца која е издадена во март 2024 година за мито. Тој е документ за работа на КБР, кој е издаден нелегално со оригинален печат на Министерството за економија и подпис на тогашните официјални лица на истото тоа министерство. Има тука многу прашања кои истрагата допрва ќе ги одговори. Од тука во сето ова што ни се случува и ни се случи, најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Ке мора да има одговорност со име и презиме. Во хируршки прецизна акција на институциите, без милост. И второ еднакво важно, потребна е
демонстрација на морална одговорност. И многумина ми велат, знае народот дека владата нема вина во ова. Дека е нова влада која влезе во коштец со проблемите таложени со децении и систем на корупција кој е создаван со децении во државава. Но јас ви велам, без разлика на тоа, ние мора да бидеме пример кој ќе има значење и вредност и мора да има морална одговорност. Јас по ова прашање немам дилеми, ниту пак ќе калкулирам. На мене не ми е потребна власт по секоја цена. Но јас сум тука да се борам и да демонстрирам со личен пример како сметам дека треба понатаму и што доколку се откажеме. Тогаш ќе дозволиме ли да победи корумпираниот систем? Секако дека нема. Последните денови ќе превземеме низа на мерки и активности и одлуки кои ќе значат многу во борбата за оваа земја и во име на сите жртви на оваа трагедија и на нивните семејства. Тоа ви го должам вам, го должам и на семејствата на загинатите, и на медиумите, и на секој еден човек во Македонија. Денес, најважно е да изразиме сочувство кон семејствата, да се молиме за семејствата на загинатите и повредените и за народот на Македонија. Да повикаме на заедништво и сплотеност и да се насочиме кон фактите и се она кое е важно за почеток на едно големо ресетирање на системот. Систем кој не вовлекува сите и сака да не проголта. Мора да демонстрираме ние како политичари нешто различно, нешто цврсто и принципиелно, која ќе може да го совлада овој систем која проголтува нашата држава и е главна пречка и главна закана и опасност за тоа дали оваа земја ќе преживее или не. Или ќе не биде овој пат, или како држава ќе престанеме да постоиме. Овој пат нема да има повлекување. Ги слушнав пораките од опозицијата. Не сакам да се политизира овој настан во смисла на тоа дека некој се обидува да набеди друга партија за одговорност. Ова не е меѓупартиска битка помеѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ, туку ова е битка на честните против нечестните и корумпирани од сите партии и сите институции. Ова го зборувам за сите честни луѓе во Македонија. И во ВМРО, ДПМН, и во СДСМ, и во Вреди, и во Демократската унија за интеграција, и во сите други партии, кои искрено сакаат државата да има ред и поредок. Без разлика на идеолошките разлики, мора да се стави крај на корупцијата и да се строзат корумпираните и раскалашени луѓе кои ги злоупотребуваат институциите, исто како што тие го строзија и прегазија ова што денеска го гледавме. А тоа се нашите души. Ова е борба против чудовиште која ја проголтува еднината на земјата и зема со себе жртви, и ги зема најмилите. И победата врз него е наша врска. Ако има одговорност при непостапување во минатиот период, ќе се превземат соодветни чекори. Ќе се разгледаат и испитаат од страна на институциите сите аспекти и сите проблеми кои доведоа до оваа трагедија без скрупули кон никого. Ќе се испитаат аспектите на контрола и се она која јавноста оправдано го детектира како проблем и предизвик на општеството. Затоа велам, јас сум одлучен и ќе постапувам одлучно. Ќе има решителни чекори и одлуки. Ќе има чекори на кои јавноста не е навикната, но промените почнуваат од нас самите. Сакам да искажаме на голема благодарност до докторите и целиот медицински персонал во земјава, кој несебично се вклучи во укажување на помош на настраданите, како и благодарност за сите наши пријатели и соседни држави, кои се ставија на располагање. Јас сум денеска скршен,
Нема човек во Македонија кој не е скршен и со уништен дух после ова денес. Немам зборови што да кажам за да ја ублажам тагата и болката кај семејствата и кај сите граѓани. Затоа што тоа е и моја болка. Бог да биде на помош на семејствата на починатите и повредените и на сите граѓани. Да ни дава на сите утеха и смирение во деновите пред нас. Да ја чува Македонија. Македонија мора да е посилна од корумпираниот систем. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Зоран Јовановски, 360 степени. Господин Мицковски, со сите огради дека во моментов трае предистрага, дали може да ни кажете повеќе информации за тоа, за каква форма на лиценца станува збор? Вие спомнавте фалсификувана, министерот за внатрешни работи кажа нелегална лиценца, па ако може некои информации повеќе околу тоа да ни кажете. Со сиот ризик дека може да влијам на истрагата, еве вака изгледа таа лиценца. Издадена на 13 март 2024 година. Подпишана од тогашниот државен секретар. Но истата лиценца изгледа и вака. Само разликата е што последните два броја, кои што во првиот случај се 51, во вториот се 15, под истиот архивски број. А замислете, таму е заведен документ дека е комуникација со странски инвеститор. А собственикот на локалот ги има овие документи. Моето прашање во насока, дали се работи за лиценца за кабаре? За кабаре. Така е? Да. И дали, независно од тоа што била нелегална, нејзината важност и во нелегална форма е истечена 2 дена пред да се случи пожарот во дискотеката. Тоа значи дека вчера веќе била истечена. Зависи кога влегува во сила, но архивскиот број е од 13.3.2024, што значи дека веќе на 13, односно 14.3.2025 таа била истечена. 2 дена. Да. Така, да. Тогаш, дали ќе го разрешите директорот на Државниот пазарен инспекторат, кој што би требало да го проверува сето ова, зашто претходно ве прашувам? По која логика да го разрешиме директорот на државниот, прочитајте убаво, по која е логиката, по кој член од законот? Има тој одговорност. Тие што ви пишуваат, прочитајте што ви пишуваат, по кој член од законот? Ги читам надлежностите. Да. А претходно од страна на владин представник беше кажано дека од утре почнува поширока акција, да, во која Државниот пазарен инспекторат ќе ги проверува сите лиценци на ноќните локали. Да. Па дали по таа логика би требало веќе од овие 2 дена некој да проверел дали е истечена лиценцата и на оваа дискотека и дали за тоа некој ќе понесе одговорност? Прво, овој документ е фалсификат. Лиценца нема. Правен документ, објектот нема од пред повеќе од 1 година. Овој документ е фалсификат. Дали пазарниот инспекторат требало вчера да излезе токму во оваа дискотека, тоа не го пишува никаде во законот, ниту пак во надлежностите на Државниот пазарен инспекторат. Последен пат таму државен пазарен инспектор се појавил во 2022 година. Зошто не констатирал тогаш пропусти и недостатоци за кои што денеска јавноста виде дека постои и во самата градба и во самата архитектура на објектот, тоа е веќе друго прашање и за тоа ќе следи дополнителна одговорност и истрага. За овие 2 дена кај што нема контрола нема да побарате одговорност. Тоа може Државниот пазарен инспекторат не е надлежен секој ден во 365 дена од годината. Не постои таков документ, не постои таква одредба, нити во било кој закон дека тој мора секој ден 365 дена да ги контролира објектите. Тие се контролираат по пријава и никаде не пишува. Господин Мицковски, вие велите тука дека била истечена лиценцата. Ако била истечена лиценцата цела година,
Зашто полицијата кога била да го проверува тоа не го затворила објектот? Година дена Панчо Тошковски е министер од јануари или февруари, мислам 24-та, така беше. Зашто полицијата не го затворила? Тоа е првото прашање. Второ прашање, за да има пиротехнички материјали, мора да има дозвола, сертификат од комисија во МВР, треба да полага за да го добие тој сертификат. И собственикот и тие кои што внатре се вработени, кои што управуваат со дискотека. Го нема тој сертификат. Вчера дополнително имало полиција внатре. Полицијата ги затворила вратите додека се правела рацијата. Мене не би јасно како тоа постапила полицијата, ги затворила вратите внатре, а не ја затворила дискотеката или не ја прекинала забавата да ги и да ја испразни дискотеката. Ќе ви одговорам на извинете, прашања. четврто прашање имам уште едно, ќе го памтите. За работа после 1 часот на полноќ. Согласност дава општината. Ова се случило вчера во 2:30 после полноќ. Од градоначалникот одговорност него да ќе побарате, со оглед на тоа што оваа дискотека нема ни дозвола за реновирање, а цело лето реновирале. Еве ќе ви одговорам на сите ваши прашања. Прво, не е точно дека полицијата ги затворила вратите. Шпекулирате, не ја говорите вистината. Снимка. Второ, полицијата не била таму да контролира дали има важечка лиценца или не, туку се вршила проверка, бидејќи постоеле информации и основано сомневање дека се тргува со недозволени субстанци и дека во местото има малолетници. Полицијата доаѓа 5 минути пред да се случи, за жал, овој настан. И во тој момент група полицајци е со лице за кое што постои основано сомневање дека врши недозволено тргување со недозволени материјали, а додека полицајецот, кој што за жал е починат, врши легитимирање на гостите и констатира дали се тие малолетници или не се малолетници. Тоа е прво. Второ, објектот е кабаре. Според закон за угостителство, кабарето не е надлежност на градоначалникот, туку на Министерството за економија и има работно време од 22 до 04 часот. До 04. Прочитајте го законот. Па не сте го прочитале добро. Што се однесува до сето останато, министерот Тошковски кажа и за распреснувачките материјали и за сето останато, апсолутно ви кажа и ве молам да се држиме до официјалните информации без да шириме конструкции и шпекулации во јавноста. Благодарам. Повелете, ако има други прашања. Ама сега да не правиме естрада, покажете почитување кој жртвите денеска, ви одговорив на 4 прашања, еве нека постават другите. Трагедијата во модуларната болница побаравте оставка од владата. Рековте дека чувствувате чувство на гадење затоа што не поднеле оставка. Ќе го направите ли сега истото? Не, прво ќе ги поразнам сите овие кои што го доведе овој систем да биде корумпиран и затоа што се случи и тоа во модуларната болница и затоа што се случи и Стабри, затоа што се случи сето на кој што се случуваше и нивните слуги и лакеи, а потоа ќе излеземе на избори пред граѓаните и тие се најголемата морална потврда за кредибилитетот на еден политичар. Бев јас од 6 часот наутро во Кочани цел ден. Бев во просториите на полициската станица во Кочани. Повелете. Може праше? Длабоко сочувство да изразам во моје име и во името на сите колеги на граѓаните. Дали мислите, господине премиер, дека се потребни вонредни мерки, вонредна состојба за да бидете поефикасни во овој процес? Да не ја споменувам Сабја сега. Второ, дали ќе побарате или веќе побаравте странска помош, не само во истрагата, туку и во борбата против нечестните, што ги кажавте, како што ги кажавте и корумпираните, затоа што и самите рековте дека 30 и нешто години сами не бива за ништо. И трето прашање, се надам дека овој процес што сега го започнувате ќе заврши успешно, дали откако ќе заврши тој процес, се надевам успешно, размислувате да активирате таа морална димензија што ја споменавте на почетокот во вид на оставка. Благодарам. Ви благодарам на прашањето. Моралната димензија кај мене како човек секогаш постои. И тука немам никаква дилема. Нити вие треба да имате дилема. 8 месеци, не цели 9 месеци, работам онолку колку што можам за да го поразам овој корумпиран систем. И тука немам никаква дилема. Дали треба да чувствува човек морална одговорност? Да, сите ние треба да чувствуваме морална одговорност. Дали само јас треба да чувствувам? Ако е тоа потребно, еве и тоа го прифаќам, целата морална одговорност на мене нека биде. Но прво ќе го поразам овој систем,
односно ќе биде како што треба, односно сето ова кое што денеска го започнуваме ќе вроди со плод, а потоа нема поголем суд од судот на народот на избори, кој што треба да каже дали и кој треба да понесе морална одговорност. А јас ќе сторам се што е во моја моќ, како прв човек на владата, најпрвен села оваа криминална политичка булумента кој што не уништуваше целиот овој период и нивните лакеи, да ги поразам, па дури потоа може да разговараме за све друго. Поврзано со меѓународната помош, до сега добиваме меѓународна помош во делот на згрижување на делот повредените, околу 47 се пренесени во соседна Бугарија, Грција, Србија, имаме понуда повторно за Турција, исто така, голема благодарност до нив. Дело нив пратија и авиони. Дело до овие држави испратија порака дека ги прошируваат своите сместувачки капацитети, подготвени се да примат. Хрватска се понуди, Австрија се понуди, Холандија и така натаму. И така натаму разговарав речиси со сите европски политичари денеска. Во овој момент им честитам на институциите кои што брзо реагира, за неколку часа се мобилизиравме, за неколку часа издравствените работници и Министерството за внатрешни работи и обвинителите излегува на увид и се работи. Сите останати органи, не сакам сега да некого го заборам, буквално институциите од рано наутро покажа голема одговорност и екстремно ниво на мобилизација. Сега за сега не планираме воредна состојба и не планираме да вклучуваме меѓународни експерти во делот на истрагата, можеме самите тоа да го завршиме. Во изминатиот период бевте во своевиден конфликт со јавното обвинителство. Денеска видовме и нивна реакција на терен. Верувате ли дека вакво јавно обвинителство може овој процес да го доведе до крај, онака како што вие кажавте на оваа пресконференција, да има реална одговорност за оние кои се реално одговорни за она што се случило? Нема да ги коментирам одлуките и на обвинителите, но и подоцна на судиите, но мислам дека јавноста многу внимателно и одблиску ќе го следи развојот на настаните и овој случај. Веќе повеќе од 20 на луѓе се приведени или изведени пред обвинител на распит. Ке излезат уште многу други работи кои што се навистина катастрофални и алармантни. Тоа што некој за пари фалсификувал лиценција е најмалиот проблем. Јас би го поделил во два дела. Првиот дел е како воопшто добиле лиценца од 2014 година па нааму. Па таа се пренесувало од едно на друго на трето име. А потоа, зашто е фалсификувана оваа лиценца, па е препокривана со оваа и двете се лажни. Тоа се веќе втор проблем, системски проблем и системски грешки. И тоа ќе го покаже истрагата. А јас ветувам дека се додека сум овдека и се додека функционирам, ќе сторам се што е во моја моќ, тоа да биде час поскоро. И оние кои што се виновни да бидат изведени пред лицето на правдата. И не верувам дека ова е единствен случај. Ако мислите дека ова е единствен случај, се лажете. Не. Ова е само потврда дека вакви има стотици, да не речем милијадници случаи, кои што на ваков начин плодо уживаат од овој корумпиран систем, кој што мора да го поразиме како влада. Спомнавте за фалсификуваната лиценца. Имате ли сознание кој ја издал таа фалсификувана лиценца? Имам, да. Дали е Министерството за економија? Да, Министерството за економија. Подпиша на тогашниот државен секретар Размена Чекич Дурович. Да. Со цел ризик дека се тоа може да предизвика процедурални пропусти, но во интерес на јавноста јас сум тука да ги соопштам и овие детали доколку ме прашувате. Премиер, на кратко, бидејќи нели доаѓа сега и летна сезона каде што се повеќе ќе бидат активни во овие кабареа, кафичи и така натаму. Дали оствари на што прво ви оди во памет, што треба да се направи кон сите тие објекти за да не може да се повторуваат се тоа? Од утре почнува голема акција, робусна акција во насока на проверка на сите документи, сите лиценци, сите дозволи за градба, сите дозволи за употреба, сите дозволи за работа на нови објекти.
И јас сум убеден дека ќе најдеме стотици, да не речем десетици. Милиметар да недостасува, ќе бидат затворени. И тука нема да има милост кон никого. Не сезона, свети сезона некај. Инаку овој објект е согласно законот за легализирање тогаш прошируван и легализирани се дополнителни 50-100 квадрати. Дали имате други прашања? Сега најавувате робусна акција за објектите угостителски низ цела Македонија. Прашањето е зошто до сега немало оваква акција, каква што најавувате сега. 9 месеци, како што сам кажавте, сте влада, 9 месеци имате институции, 4 години имате локална власт, зошто до сега немало оваква робусна акција? Еве ќе ви И не ми кажам. одговоривте претходно, извинете, за пиротехниката и за сертификатот. Не ви одговорив. Се поикав на одговорот на министерот Тошковски, он многу правилно ви одговори, не треба да се повторувам. Поврзано со акцијата, изминативе 8 месеци имавме акција против криминалците кои што не труеа сите и продаваа мазут низ државава и на грбот на граѓаните печалеа милиони. Изминативе месеци имавме робусна акција против оние кои што со игри на среќа создаваа милиони, милиарди на грбот на граѓаните, па сега се бегалци. Изминативе месеци се пресметувавме со така наречената енергетска мафија, која што ги празнеше државните ресурси и уништуваше. Апсевме корумпирани врховни суди и така натаму. Во чело гудривме системот и ќе продолжиме да се бориме со овој корумпиран систем. Ќе бидете тука, ќе гледате. Ќе закопаме секаде. Нема да има никој да биде спасен, нити амнестиран. Дали имате дополнителни прашања? Ви благодарам.